Се поголем е интересот за отварање приватни старски домови. Нов дом за стари лица е отворен во Радовиш. Новиот дом за стари лица во Радовиш нуди квалитетни и модерни услови за згрижување, како медицинска нега, така и комплетен ангажман за повозрасните категории на граѓани. Најпрво напуштен објект, а денес дом за стари лица кој засега може да згрижи околу 15 на лица, а за во иднина бројот ќе се покачи и на 30, изјави сопственикот и доктор Љупчо Захариев. Сметаме дека оваа работа, односно дека старите луѓе имаат потреба од вакви домови, поради се поголемиот дел на миграцијата на младото население према западноевропските земји, и тие остануваат сами, а тие сепак заслужуваат соодветна грижа, заслужуваат одредено внимание, заслужуваат почит, со кое што се вклучивме во таа програма да ја реализираме и да ја оствариме целта за обновување на објектот како дом за сместување на стари лица. Комплет сме отворени за сите станари. За сега, како што реков, имаме простор за 16, меѓутоа имаме простор за проширување, кој што најверојатно во наредниот период ќе го овозможиме, па некаде околу 30 корисници ќе можат да користат. Инаку самиот објект е на сутерен, приземја и кат со уредно опремени простори и плюс тоа има свое уредно надворешно уредување. Првиот станар во овој дом вели дека условите се добри и се надева на поголема заинтересираност за истиот. За престој добро, одлично е, може да се каже. Како и секој почеток, значи у почетоку не може да се каже дека е баш идеално, ама се гледало ти може да убаво да се помина старите години тука. Владата на Република Македонија субвенционира за изградба на приватни старски домови. Со 12.500 евра ќе им помага на идните инвеститори. Планирано е во ново изградените старски домови да има згрижено 400 корисници, а да бидат отворени 100 работни места. Досега во Македонија функционираат најмалку 15 приватни старски домови кои згрижуваат повеќе од 460 стари лица.